Дали Катица Јанева и тимот ќе продолжат да бидат препознатливи како специјално јавно обвинителство по денешните преговори на власт и опозицијата за законот за обвинителство и статусот на СЈО. Министерката за правда Рената Десковска вели дека за тоа воопшто не се разговарало. Опозицијата пак тврди дека, како што изјави Антонио Милошовски, власта дала сигнали дека не е задолжително Јанева да остане на позицијата специјален обвинител. Власта има расположение за поинакви кадровски решенија освен Катица Јанева. И тоа е добар сигнал. Но истовремено гледаме дека не се расположени да ја повикаат на одговорност неа за превземени действија како неовластен тужител. Тоа е прашање кое што не се разговара во рамки на работна група за законот, заради тоа што согласно законот Совет за јавни обвинители избира јавни обвинители, вклучувајќи го и специјалниот јавен обвинител. И Милошовски и Десковска признаваат дека напредок во преговорите нема ниту после денешната средба. Опозицијата не отстапува од ставот сите предмети на СЈО покренати после истекот на 18 месеци од почетокот на работата ново обвинителство да бидат запрени. Власта вели тоа е неприфатливо. Значи, тие постапки потоа ќе бидат спорни ако ги отвара повторно обвинителство, се јавува проблемот дали ќе има право да ги отвара или не. Таквиот став е неприфатлив, бидејќи тоа во суштина е амнестија за сторени кривични дела. Дадениот предизборен предлог на господинот Заев дека понатаму јавниот обвинител во државата ќе се бира по предлог на опозицијата било само едно лажно ветување. Милошовски се чуди зошто власта не сакала предлозите на ВМРО ДПМН да бидат испратени на стручно мислење во Венецијанската комисија, а Десковска пак бара прво законот за обвинителство да биде донесен, па потоа истиот веднаш да биде пратен до комисијата. Претходно специјалната јавна обвинителка Катица Јанева изјави дека се надева дека целиот нејзин тим ќе продолжи да работи барем уште еден мандат. Секој пат може законот подобро да биде формулиран, одредени одредби, така да и во таа позитивна конотација, мислам дека се одвиваат и самите преговори. Во суштина, главните точки во тоа што ќе работи специјалното јавно обвинителство, мислам дека разликите се надминати. Ако ВМРО ДПМН не попушти, тогаш власта ќе бара алтернативни решенија како да обезбеди мнозинство гласови во собранието за да биде изгласан законот за обвинителство и статусот на СЈО.